Го следите првото издание на Дневникот на Канал Плюс со повеќе информации по кратката најава. Денес православните верници го слават празникот Петдесетница или Света Троица. Овој празник се празнува 50 дена по Велик ден. Во Штип се посетува манастирот Света Троица. Денес се одбележува Светскиот ден за борба против пушењето. Статистичките податоци покажуваат дека со една испушена цигара животот се скратува за 12 минути. Во Македонија се регистрирани близу 700.000 пушачи. Младинскиот совет во Делчево пред граѓаните ја представи својата работа. Овој настане дел од проектот Развој на локално учество и локални младински политики. Главна цел е застапување на младите во своите интереси за донесување на одлуки. Во присуство на премиерот на Република Македонија Никола Груевски вчера во Дилчево беше поставен камен темелникот на индустријската развојна зона во Дилчево. Зоната ќе се гради на површина од 20 хектари, а 8 градежни парцели ќе бидат поделени на 4 блокови. Очекувањата се отворање на нови работни места и задржување на младите во Дилчево, со цел намалување на невработеноста во овој регион. Во вчерашната посета на Дилчево, премиерот Груевски најави дека во јули социјалната парична помош ќе се зголеми за 10%, за 20% за паричната помош за децата без родители и за децата со пречки во развојот. Ова е наше ветување од 2013 година, пред локалните избори, кога јас заедно со градоначалникот бев тука, токму на ова место каде што сме денеска, и пред медиумите дадов јавно ветување дека во Делчево во наредните неколку години ќе се изгради технолошко-индустријска развојна зона со цел привлекување на нови компании, на нови инвеститори кои што ќе отворат нови работни места за луѓето кои се невработени и живеат во овој крај. Како што тоа го направивме во повеќе други градови и региони, најчесто со технолошко-индустријски развојни зони, некаде со индустријски зони, така сега во Делчево го правиме тоа и тоа е согласно нашата програма, владината програма и согласно нашите јавни ветувања. Така што откако се расчистија сите правно-имотни прашања поврзани со овие 20 хектари земјиште, кое што беше оценето дека е најпогодно за оваа работа заради близината до комунали и до градот и така натаму, откако тоа се заврши, веднаш се пристапи кон процедурата за почеток на градба, која што е завршена и денеска официјално започнува градбата. Јас цврсто верувам дека по завршувањето на градбата на оваа зона ќе успееме да привлечеме инвеститори токму тука во Делчево, да отворат нови работни места, да им понудат работни места на граѓаните што тука живеат, а кои се невработени, и да на тој начин го поттикнат економскиот развој овдека во овој крај, но и да го зголемат квалитетот на животот на луѓето што живеат тука. Тоа е наша цел, тоа е наша обврска, тоа е наше ветување, тоа е нешто на што сме најмногу фокусирани во целиот период на нашето владење, затоа што ние веруваме, и тоа е така, дека најголемиот проблем на граѓаните Македонија е невработеноста и токму затоа најголемиот дел од нашето време и најголемата енергија ја посветуваме токму на проекти кои што ја решаваат невработеноста. Пред 3 месеци донесовме одлука и таа ја објавивме дека годинава нема да биде 5% зголемувањето на социјалната и постојната парична помош, туку дека ќе биде 10%. И тоа зголемување ќе биде со следниот месец, во јуни, со зимањето на тие средства во јули. Значи, за јуни, во јули што се зимаат средствата, ќе има зголемување од 10%. Второ, не за 10, туку за 25% ќе порасне зголемувањето на згрижувачките семејства и на згрижувачки семејства за деца без родители и на родителите кои што имаат деца со пречки во развојот. Значи, нивните зголемувања на нивната помош од државата ќе биде за 25% и тоа исто така ќе биде за месец јуни на почетокот на јули. Денес православните верници го слават празникот Петдесетница или Света Троица. Овој празник се празнува 50 дена по Велик ден. Ова е ден кога за прв пат Светиот Дух бил испратен врз апостолите. Новозаветната Петдесетница е денот на славното исполнување на ветувањето за Христовото испраќање на Светиот Дух врз апостолите. Ова е крајно радосен, извонреден и утешителен настан. Тие се исполнуваат со Дух Свети и почнуваат да го благодетат Евангелието на разни јазици, онака како што Светиот Дух им даваше да изговараат. Во недела, денот на Петдесетница, сабари се собираме во црква. Црквата е послана со ореови листови, нели рековме што символизираат тие.
се служи божествена литургија и по службата си одиме дома, нели, на свечен ручек со семејствата. Значи во недела, понеделник, тие радосни денови по правило не се оди на гробиште. Во тој ден ги посетуваме гробовите на покојните наши блиски пријатели, роднини, за да во недела, кога се слави конкретно слегувањето на Светиот Дух или 50-ница врз апостолите, тој ден да не се оди на гробиште, бидејќи е радосен ден, бидејќи е празник. Овој празник се нарекува 50-ница, не само затоа што се празнува 50 дена по Великден, туку и затоа што настанот што му дава печат на овој ден се случил точно на еврејскиот празник 50-ница, што евреите го празнувале во спомен на денот кога Господ му ги дал на Мојсей законите во Синејската гора. Во чест на празникот 50-ница, кој кај народот е познат како Света Тројица, се посетуваше манастирот Света Тројица во Штип. Но овој манастир посетеноста беше голема, но покрај Штипија ни доаѓаа и многу луѓе од цела Македонија. Овдека смо дошли во манастир Света Тројица во Штип. Ние сме од Куманово и така си одиме секои празници каде има да ги посетиме нашите цркви, манастири, да знаеме кај се наоѓаат и така. Па има војш заслуга е и прават, видиш, манџи, ставале тука се вари и вечер дават вечера. Поштојемо овој света Света Тројица, затоа смо дошле овдека. Мило ние што смо дошле. На чист воздух, да видимо луѓи од Куманово, други луѓи, друг разговор, друг менталитет и така. Денес се одбележува Светскиот ден за борба против пушењето. Статистичките податоци покажуваат дека со една испушена цигара животот се скратува за 12 минути. Во Македонија се регистрирани близу 700.000 пушачи. Светската здравствена организација секоја година на 31 мај го одбележува Светскиот ден за борба против пушење, потенцирајќи ги здравствените ризици поврзани со употребата на тутунот и промовирајќи ефективни политики за намалување на употребата на тутунот. Статистичките податоци покажуваат дека една испушена цигара го скратува животот за 12 минути. Според податоците од Светската здравствена организација, во светот пушат 1,1 милиарда луѓе, од кои 200 милиони се жени. Во Република Македонија се регистрираат близу 700.000 пушачи, трошејќи годишно 11 тони цигари или 5,5 килограми тутун по глава на жител. Негативното влијание на цигарите и чадот од цигарите е директно поврзано со многу сериозни заболувања. Негативните ефекти по здравието се должат на околу 2500 токсини содржани во тутунот и на околу 4000 супстанци содржани во чадот на цигарата. Најмалку 250 од овие химикали се токсични, а повеќе од 60 од нив се познати како канцерогени. Годинашното мото на Светскиот ден за борба против пушење е стоп за недозволената трговија со тутунски производи. По повод Светскиот ден за борба против пушењето, во 2015 година се повикуваат земјите да работат заедно за да престане недозволената трговија со тутунски производи. Недозволената трговија е глобален проблем од аспект на здравството. Се поголем е интересот на граѓаните за инсталирање на термални соларни системи, освен кај домакинствата, интерес има и кај големите фирми. Голем е интересот за инсталирање на термални соларни системи. Граѓаните се повеќе ги увидуваат предностите и заштедите што ги нуди овој вид на енергија и затоа се одлучуваат на сончеви колекторски системи. Освен кај домакинствата, голем е интересот и кај големите фирми. Постои интереси не само за топла вода, туку постои интереси за сончеви колектори кои што даваат електрична енергија. Понатаму, интересот е подеднакво голем и кај приватни лица и кај државни или приватни фирми кои што бараат да заштедат некој денар на сметката на електричната енергија, така да значи ова е бизнис на еднината, се поголем интерес, луѓето се освестуваат, сакат да заштедат. Владата на Република Македонија за ваква инвестиција дава субвенции. Сите оние кои веќе имаат вградено за субвенции може да аплицираат до владата. Субвенциите ќе траат до 31 мај, каде што секој домакинство кое што инсталирало соларен систем во 2015 година има право да конкурира. Но да видиме она што е најбитно, исплатливоста на инвестицијата и предноста. Сончевите колектори, овие плочисти имаат век на трајање 25 до 30 години, а период на исплаќање на инвестицијата е некаде 4 до 5 години. Значи, наредните 20 години вие добивате бесплатно топла вода од сонцето.
Значи, доста долг век на трајање, доста голема поузданост на самите системи, не мрзнат, даваат топла вода под притисок. Тоа се некои бенефити од соларните системи. Цените на овие соларни системи се различити, се движат од 200 евра па нагоре. Новина е дека веќе и поголем дел од градинките ќе го инсталираат овој систем, кој во истиот момент ќе дава топла вода и електрична енергија. Тие се нарекуваат хибридни соларни системи. Таков систем сега засега инсталиран во градинката Павлина Велјанова во Кочани, вели Зоран Трајков, управител на фирма за сончеви колектори. Со текот на годините овие системи покажуваат поголем технолошки развој и на пазарот се повеќе се јавуваат усовршени модели за искористување на сончевата енергија. Идните средношколци и студенти да направат вистински избор кога станува збор за идната професија, а оние кои нема да го продолжат своето образование да се пријават во агенциите за вработување во општините во кои живеат, препорачуваат надлежните. По завршувањето на матурските и полуматурските прослави доаѓа период за донесување на една од најважните одлуки – изборот на идната професија. Од Агенцијата за вработување во општините Штип и Карвинци препорачуваат идните средношколци и студенти да изберат професија која е барана на пазарот на трудот. Можеме да дадеме на препорака до младите лица кои ќе се запишуваат на како на средно, така и на високо образование, да бараат образование според она што го бара пазарот на трудот. Значи, тоа се техничките науки, средните училишта, како и факултетите од техничките науки. Бидејќи има недостаток на овие кадри и поверувачката е голема. Оние кои нема да го продолжат своето образование треба да се пријават во агенциите за вработување. Постапката е едноставна. Значи, секој лице кој ќе заврши образование, дали средно или високо, мора да дојде кај нас во агенцијата за вработување, поточно во центрите за вработување, да се пријават. Треба со нив да понесат лична карта и свидетелство или диплома за завршено образование. Доколку имат високо образование, треба да донесат диплома од високото образование и од средното. Доколку се со средно, само со средно. Барателите на работа ги класифицираме според нивно изјаснување во активни и пасивни баратели на работа, но доколку навистина сакаат да најдат работа, тогаш препорачливо е да се изјаснат за активен барател, бидејќи така полесно и побрзо може да се дојде до работа, вели за Канал Плюс раководителот на Агенцијата за вработување во општините Штип и Карвинци Лазо Димчов. Заварувачи, монтери, водоводџи и електричари е она што најмногу се бара од страна на домашните компании, но и од странските инвеститори. Според последните податоци на Заводот за статистика, на пазарот на труд најбарани се работниците во услужните дејности и продажбата. После нив следуваат стручните работници, ракувачи и составувачи на машини и постројки, потоа производствените работници, како и техничарите и оние со сродни занимања. Во индустријата најмногу слободни работни места има во преработувачката индустрија. Младинскиот совет во Делчево пред граѓаните ја представи својата работа. Овој настане дел од проектот Развој на локално учество и локални младински политики. Главната цел е застапување на младите во донесувањето на нивните одлуки. Локалниот младински совет во Делчево ја промовираше својата работа пред граѓаните од општината. Оваа акција која членовите од локалниот младински совет ја спроведува во градскиот парк е дел од проектот Развој на локално учество и локални младински политики. Главната цел е граѓаните да се запознаат дека во општината има тело кој ќе ги застапува младите и нивните интереси во процесите на донесување одлуки. Со таа цел, значи, на денешниот настав делиме промотивни материјали со кои што, значи, ќе ги запознаеме младите дека веќе локалниот младински совет е основан и на некој начин да им дадеме до знаење дека тоа е канал преку кој, значи, можат да се вклучат во локалниот младински совет и да бидат вклучени, значи, во донесувањето на одлуки на локално ниво. Локалниот младински совет е сојуз на здруженија, младински организации, здруженија, политички подмладоци, културни друштва, спортски друштва. Сите тие, значи, организации се вклучени на доброволна основа, значи, за да действуваат во областа на младите, значи, да ги поддржуваат. Локалниот младински совет во Делчево се формираше 28 декември 2014 година, а самиот процес на формирање се спроведе во неколку етапи. Процесот се одвиваше во 4 фази. Тие 4 фази, значи, имаат различни активности. Ги зајакнувавме на капацитетите на формираното младинско јадро, на иницијативниот одбор и, значи, на секоја завршување на секоја фаза се правеше јавен настан, со тоа што го промовиравме самиот процес, самата иницијатива
и значи на крај значи резултираше со формирање на локалниот младински совет. Проектот вклучува соработка со локалните самоуправи, локални акции и јавен процес на основање локални младински совети со поддршка од локалните самоуправи во 12 општини, а е финансиран од Европската Унија. Трка за добар изглед, особено кај младите лица, ги тера да земаат капсули, прашоци и други продукти за слабење со цел да се добие брз ефект за посакуваната тежина, без да размислат дека од нив може да дојде до нарушување на здравствената состојба. Лекарите советуваат да не се слабее вештачки, бидејќи често се случува да се добие контраефект. Кои се нудат на пазарот не секогаш се доволно испитани, или составот кој е содржан во нив е прашање колку е добро да се внесуваат во човечкиот организам. Меѓутоа, трката за добар изглед, естетика, поготово кај младите, ги тера да земат капсули, прашоци и други продукти со цел да се добие брз ефект за посакуваната тежина, без да размислат дека од нив може да се дојде до нарушување на здравствената состојба. Ние во праксата имаме често проблеми со таквите препарати, бидејќи предизвикуваат разни нуспојави кои многу тешко ги сопираме од срцеви ритми па натаму, бидејќи се ставаат дури и некакви стимуланси, хемиски стимуланси, медикаментни стимуланси, кои прават пореметување на срцевите ритмови и слично. Лекарите советуваат да не се слабее преку препарати. Најдобар начин, а секако и здрав начин на слабење е режимот на исхрана. Правилната исхрана е единствениот правилен метод за слабење. Тоа знаеме дека е помакотрапно, подолготрајно, потешко за нашите пациенти и затоа тие прибегнуваат кон вакви препарати, меѓутоа тоа е неисправно, бидејќи најчесто налетуваат на лоши препарати кои даваат лоши нус ефекти. Често се случува да се добие и контраефект по престанок на нивната употреба, како и добивање на плюс килограми, дури повеќе од претходната телесна тежина. Пораката која ја даде доктор Златко Стоименов е да се внимава што се јаде, секогаш да се чита упатството, а физичката активност да биде неизоставен дел од секојдневието, за на крај да се добие една комплетна слика, како за надворешниот изглед, така и здрава слика на целиот организам. Вештачкото слабење е непрепорачливо. Јапонските сеизмолози денеска предвидија дека е можно да се случи голем земјотрес во вчерашните два во кои се повредени 12 луѓе. Земјотресот со интензитет од 6,4 степени според Рихтеровата скала вчера е регистриран во Тихи океан, северно од јапонскиот остров Изу. Околу 20 милиони италијанци денеска ќе гласаат на делумните локални избори, што представува тест за владата на Матео Ренџи, како и за десницата на Силвио Берлускони, кој неодамна одлучи да се врати во политиката. Околу 3.000 демонстранти излегоа на улица на Каракас, барајќи ослободување од затвор на дисидентите кои се противници на владата на претседателот Николас Мадуро. Ракометот ги зближи општините Делчево и Македонска Каменица. Пријателски надпревар во ракомет се одигра помеѓу екипите на ракометниот клуб Брегалница плюс од Делчево, клуб кој што своите тренинзи ги реализира согласно програмата за работа на ракометниот клуб, а противник на екипата беше ракометниот клуб од Македонска Каменица. Денешниот надпревар е подготовка за кампот што не следува за две недели. Смислено што го имаме направено концептот за надпревар, тоа ни се подготовките кои почнуваат од октомври да се надпревараме во лигата на Металург, што имаме замислен концепт и идејата. Ова не е подготовка, и имаме уште една подготовка, тоа ќе е на 13 јули, која е годишнина на клубот, кој ќе се организира еден хуманитарен надпревар и ќе гледаме што да помогнеме на дете што или семејство кое има најпотреба во општината. Нашиот клуб број 50 деца. Денес имаме екипи од Каменица кои учествуваат од сите категории, од најмалите од 6 години па до 13 години, до кои имаме одредена група на деца. Ова беше одлична можност дечињата да се дружат меѓу себе, но и да споделат нови искуства од областа на ракометот. Јас се викам Тамара Тришковска, тренирам 3-4 години, јас го многу сакам овој спорт. Што е најважно во ракометот спортот? Јас мислам според мене во ракометот е најважно играта и најпрво е важна тимската игра и
дека се дружиме со децата од секаде. И јас скоро се запишам на ракомет, веќе тренирам 3 месеци. Во кој клуб? Кастар спортни клуб. Како ти се допаѓа ракометот како игра? Многу добро. Многу добро. Кој е најважно во ракометот според тебе? Па Дали тимската игра или нападот од браната? тимската игра. Треба да играме добро, да се дружиме најважно со децата и да ги запознаеме сите други. Пред летниот камп кој што ги очекува ракометарите од Делчево, за во наредниот период е предвидени хуманитарен ракометен натпревар, чија главна цел ќе биде собирање на средства кои што ќе бидат наменети за деца кои потекнуваат од семејство од социјален ризик. Тоа беше се што подготвивме за првото издание на неделниот дневник на Канал Плюс. Повеќе информации следете на веб страната kanalplus.mk.